Председателе, почитуван колега Петар Ристевски, прво да ве прашам дали сте вие свесни во каква криза веќе 2 години живееме и ние како држава и целиот свет и цела Европа. Кризата која што се случува најпрво здравствена, а потоа економска и енергетска е на глобално ниво. Таа не ја измисли владата. Владата веќе 2 години се бори и се справува со таа криза. Значи со сите своји капацитети, парите насочени кон граѓаните, успеваме да ја одржиме економијата. Додека се бори владата, вие обструирате, блокирате пакетите мерки кои што беа насочени кон граѓаните. Износ од 1,2 милиарди евра. Вие првите 3 пакети ги блокиравте. Седевте надвор и преносот од седницата кога гласавме, гледавте телевизија. Воопшто не сакавте да влезете овде за да ги изгласаме. Откако потоа свативте дека сте грешка и не ви оди тоа во прилог, се приклучивте и вие ги гласавте тие пакети мерки. Заради тие пакети мерки, парите се насочија кон стопанството, кон граѓаните, економијата се одржа, буџетот остана ликвиден, јавната потрошувачка се зголеми и затоа има многу мал број изгубени работни места кои што гледаме од стапката на невработени дека постојано континуирано се намалува. Сега, извинете, но ние немавме таа комоција како вас, народните пари да ги трошиме на споменици и на стиропор и да ги трошиме на роудшоу од 20 милиони евра. Ние мораме да се бориме со неколку кризи и насочиме парите кон граѓаните. И вие тоа мора да го признаете, дека овие 2 години покрај израствана економска криза, ниту плата на некој задоцнила, ниту пензија задоцнила, ниту социјалните трансфери задоцниле. Се исплаќа навремено. Во истовремено платите се зголемуваат. И минималната плата се зголеми и просечната плата е зголемена. Скоро во сите сектори платите се зголемени. И ве молам, немојте да кажувате дека економијата пропаѓа. Тука во нашата држава пропаѓаат единствено вие како партија, затоа што ниту една партија, колку што имам јас информации, нема 3 осудени генерални секретари и затоа што Титаник веќе може да стане име и на вашата партија, затоа што вие сте тие кои пропаѓате, а не економијата. Економијата заздравува и се одржува токму заради вистинските мерки. А во однос на здравството, вие најмалку треба да зборувате за здравството, вие кои што диабетичарите ги лечевте со фалсификат лекови. Благодарам.